Вас представува слободата на изразување, слободата на медиумите? Слободата на изразување е човеково право согласно конвенции, слободата на изразување е уставно право во Македонија. Секој граѓанин треба да има право да го каже слободно своето мислење, своите ставови да ги дефинира, да ги манифестира секаде, се разбира во една рамка што значи цивилизирано однесување. Во тој контекст е особено значајна кога зборуваме за слободата и незините содржини и конотации, особено е значајна слободата на медиумите. Зошто? Затоа што медиумите во сушност се креаторите на јавното мислење. Продукцијата на вести засновани врз начелата на новинарство, што значи објективно, навремено, точно, вистинито и балансирано информирање се темелот на новинарството, темелот на она што значи објективно информирање на јавноста, односно креирање на јавно мислење согласно овие начела. Само тогаш граѓаните на една држава, кога имаме слободни медиуми, само тогаш граѓаните на една држава, кои се медиуми кои што се своето работење го темелат на овие начела, само тогаш имаме навистина објективно јавно мислење. Во спротивно се соочуваме со она што значи спин, конструкција, со она што значи невистинита информација, креирање на лажна слика, розова слика за реалноста, а вистината е нешто сосем друго. Конкретно, ако сакате да продолжам во овој контекст, 12 години Македонија, македонското новинарство, македонските граѓани беа заробеници на една лажна слика на објективната реалност. Најголем дел од медиумите беа слуги на власта, многу новинари отстапи од новинарските начела, а голем дел од нив дури од човечките постулатите на едно граѓанско општество. Така да станаа слуги, станаа сервис на ова на режимот. Медиумите едноставно одигра значајна улога во одржување на една недемократска власт. Граѓаните беа, како што реков, заробени во едно вакво општество, сите институции беа заробени. Меѓутоа, со доаѓањето на новата власт, еве уште малку и ќе измине една година, забележителен е еден процес на враќање на медиумите на својот пат. Навистина тешко, споро оди овој процес, меѓутоа особено кога зборуваме за националните медиуми, можеме да кажеме дека навистина се враќаат кон базичното новинарство, кон она што значи есенција на новинарството. Тоа ако сега го проектирам во локални рамки не може да се каже. Во Прилеп ситуацијата и натаму е тешка. Нема голем број на новинари кои што ги отвораат процесите. Балансираното, независно информирање што значи презентирање на сите вистини од изворите инволвирани во една информација, во една вест, нудат една објективна слика и само тогаш може да говориме за објективна вистина. За вистина. Во спротивно, имаме еднострано информирање, се уште е таква состојбата во Прилеп, дел од одредена локална телевизија и локален весник, се уште своето информирање го темелат на спинови конструкции. Меѓутоа, знаете како, вистината, вели народната поговорка, е танка, но сепак не се кине. Еден ден вистината ќе се отвори, сите процеси ќе се отворат, граѓаните впрочем не можеме да ги лажеме. Дали вие некогаш сте се соочиле во вашето долгогодишно новинарско искуство со притисоци од политичките и бизнис центрите на моќ и како сте се справиле со нив? Ќе звучи можеби премногу говорење позиционо, како да сум приврзаник на одредена политичка партија, иако не сум член на политичка партија и сметам дека тоа се коси со етиката, со кодексот, со моралот на еден новинар. Во моментов сум ангажирана како советник за односи со јавност во општина Прилеп и можам и од таа позиција да говорам. Ќе се обидам двете да ги во една симбиоза да ги ставам за да може да пренесам една објективна слика. 12 години режим, првите години можам да кажам не, првите една-две, меѓутоа толку силен притисок, тоа беше притисок на еден локален медиум кој што власта на ВМРО ДПМН е целосно го згасна и затвори. Значи можам да кажам дека сум очевидец на процес на уништување, целосно руинирање и затворање на еден локален медиум кој во себе инкорпорираше медиум за телевизија, поточно радио и весник. Значи се одеднаш се затвори, се одеднаш се уништи. Со тоа во сушност беше
прекинат, пресечен како со ножица гласот на народот, бидејќи тие медиуми во едно, тој Центар за печат, радио и телевизија имаше долгогодишна традиција, 60-50 години дел од тие медиуми функционираа на овие простори и одеднаш граѓаните беа ставени пред свршен чин да не може да добијат објективна информација. Јас лично постојано со претходната власт бев изложена на притисоци и закани, дури лични закани примев и од претходниот градоначалник Маријан Ристевски со еден недоличен вокабулар, со едно многу примитивно однесување. Зошто? Токму заради тоа што сакав за време на Пивофестот, како дописник на Телма телевизија, да информирам за реконструкцијата на џамијата во Прилеп како културен споменик. Барањето на став во било кое време е право на новинарот и на медиумот. Никогаш, повторувам, не сме представниците на институциите, носечките институции во градот, особено локалната самоуправа и градоначалникот, од која и да е провиниенција, да го диктираат работењето на медиумите. Во тој период бев изложена и на други притисоци и закани, бев спречувана, туркана, фрлани ми беа реквизитите со кои што работев, микрофонот, закани во Старскиот дом од одредена структура на ВМРО ДПМН е ангажирана таму со времено вработување. Колата ми беше оштетувана во многу наврати, фрлена мрсна боја на колата, истурена, изгребана, замислете, информирате за настан во Прилепската болница и веднаш на влезот, каде што и се наоѓаат камерите, во растојание од некој половина час вашето возило некој го оштетува и го гребе со некаков предмет. Мислам, имаше низа форми на притисоци, одите на пресконференција, поставувате прашања, секогаш сте оцрнет, бидејќи ја барате вистината. Сега, она што сакам да порачам, ова беше како новинар, она што сакам да порачам како советник за односи со јавност, што го знаат прилепските новинари, ако дел од нив прават спинови, е фактот дека во секој момент може да добијат информација за се она што е од интерес на граѓаните. И добиваат информација за се она што е од интерес на граѓаните во Прилеп. Среќа имаме градоначалник кој што има демократски хабитус, кој што и покрај тоа што дел медиуми постојано прават спинови, дезинформираат или воопшто не информираат за работата на локалната власт, проектите кои што ги спроведува, тој има навистина доблест да ги повика и секогаш да разговара и да ја презентира објективната страна на вистината. Впрочем, медиумите се секогаш тука да критикуваат, дури и тогаш кога се критизерски настроени, вратите на секој медиум, деклариран медиум, кој што не е портал на политичка партија, има отворена врата во со оваа локална власт и во одделот за односи со јавност. Секогаш сме расположени да одговориме на сите барања, на сите прашања, се она што значи, како што реков, вистина, објективна вистина и се што е во интерес на граѓаните на Прилеп. Што е потребно за да ја заштитиме слободата на медиумите? Она малку стекнатата и она која што допрво треба да ја стекнеме? Закон има. Она што според мене е неопходно е свесност колку на граѓаните дека се манипулирани. Таа свесност се постигнува, тоа ниво на сознание се постигнува со следење на медиумите од различна политичка провиниенција. Значи, дел медиуми се уште се наклонети кон одредена политичка власт, но кога ќе ги следите информациите, една иста вест на 2-3 медиума, секако дека секој граѓанин, без оглед на тоа колку има или нема едукација за новинарство, ќе дојде до она што значи објективна вистина или барем приближно до тој аспект. Меѓутоа, есенцијата на ова прашање се наоѓа во природата на новинарот. Колку новинарот како човек првично е посветен и е одраз на она што значи граѓанска одговорност. Колку тој како човек ги почитува законите, колку го почитува кодексот на новинарството, колку во себе ја носи свесноста дека мора да биде одговорен пред себе, да ја презентира вистината, да ги презентира фактите, а не да биде нечий слуга. Меѓутоа, секој новинар е, како што реков, човек, секој човек има своји слабости, кој на каков начин ќе подлегне на притисоците или ќе го трампа својот професионален и човечки дигнитет за одредени интереси, тоа е сепак личен избор. Само тогаш кога новинарите на вистина ќе бидат
изложени можеби на еден морален суд. Добро е што постои Советот за етика во медиумите, на еден морален суд од фелата, која што е и најмериторна за давање оценки за квалитетот на работата на еден новинар, можеби тогаш ќе започне тој процес на враќање на базата, на темелот, на фундаментот на новинарството, кое што доправа во Македонија, велам, треба да го враќаме од периодот пред 12 години.